Македонија е во длабок температурен лонец, во кој температурите ќе достигнат до 39, а во некои места и до 40 степени. Утре, во недела и понеделник, ќе биде многу топло, каде температурите секаде во Македонија ќе бидат над 33 степен, а на места ќе стигнат и до 40. Утре во Штип и околината температурата ќе стигне до 38 степен, а во понеделник до 40. Ова за повеќе од 40% ги зголеми повиците и интервенциите во штипската брза помош. Значи во изминатиот период работата на итната медицинска помош како во амбулантите, така и на терен е зголемена, па може да се каже и за некои 40%, за разлика од претходно, поради се почестата појава на зголемен крвен притисок, колапси, дехидратација и во последно имаме и појава на се претпоставува дека е некој стомачен вирус кој што предизвикува повраќање, проливи и дехидрираност кај пациентите. Што е основно кое сите треба да го применуваат во овој период? Генерално е хидратацијата на прво место, на второ место е избегнување на надворешни активности во период кога е сонцето најако. Значи, после 12 часот до кај 5 часот поручек, хроничарите треба да си ја пијат редовно терапијата и да внимаваат, односно да ги проверуваат редовно вредностите на нивниот крвен притисок. Носење на светла и заштитна облека од типот на капи, на очари за сонце, заштитување исто така на видот и заштитување на изложените делови од телото на кожата. Временскиот пекол ќе трае до вторник, за кога метеоролозите велат дека предстои пресврат. Во вторник ќе има услови за невреме со пороен дожд и грмежи, а во среда на 22 очекуваме пад на температурите и максималната дека ќе достигне во цела Македонија до 34 степени. Утринските ќе бидат се уште високи. Ниски ќе бидат температурите слични како во среда и во четврток, додека во петок ќе има уште едно заладување и температурите ќе паднат за неколку степени. Власта се меша во одлуките и врши притисок врз правосудството, за која Европската комисија во последниот извештај вели дека нема реформи. Изјавија на прес од СДСМ. Европската комисија наведува дека нема реформи, има широко распространета корупција и проблематични тендери. Ова, почитувани, не е општа критика, ова е директна диагноза за состојбата во која се наоѓа правосудниот систем во Македонија под актуелната влада на ВМРО ОКГ. Она што Европската комисија го забележува како системски проблем, ние го гледаме секојдневно во конкретни постапки и одлуки на премиерот Христијан Мицкоски и неговата организирана криминална група. За споменатиот извештај и реакцијата на СДСМ, Мицкоски изјави: Тоа што го слушаме од опозицијата е едно, но кои се фактите? Од сите споредено претходно, ово е најдобар за нас како земја. Дали е одличен, не е одличен, се констатираат забелешките. Има многу пофалби, има многу констатирани проекти и политики кои што испорачуваат, но има и критика. Кои се критиките? Критиките ги сумирам во 3 дела. Прво, констатиран е притисок од страна на политичари кон судството. Кога збориме судството, мислиме и на обвинителството и на судството, тоа е едно. Второ, имаме исто така констатиран факт дека требало повеќе пари да има за обвинителите и судиите. И трето е критика за самите обвинители и судии, што е контрадикторно на втората забелешка. Судството е во длабока криза, а граѓанската недоверба е најголема досега, констатира Мицкоски. Немаме испорака на задоволително ниво од страна на правосудниот систем. И тоа е општо позната констатација и јас ќе продолжам во таа насока да испраќам пораки. Со сета политичка одговорност и ризик кој што ги имам, да ќе продолжам, додека не видиме напредок во испораката на правдата. Тоа е прво. Второ, пари повеќе нема да добијат. Пари нема да добијат, иако се бара и во Законот за јавно обвинителство да се стави сума од 0,5% од буџетот, нема да добијат затоа што не ги заслужиле.
73% од граѓаните земаат плати под просечната и тоа не е трета економија во светот, изнесоа денеска на пресконференција од Социјалдемократскиот сојуз. Од ВМРО ДПМН доставија отчет за инвестициите во образованието, за која обезбеден буџет од 40 милиарди денари, и тоа е најголем досега, велат од партијата. Трета економија во Европа. Не е држава во која 73% од работниците земаат плата под просечната. Трета економија не е држава во која половина од граѓаните преживуваат со плата од 24.000 до 36.000 денари. УЈП ја потврдува вистината што граѓаните секој ден ја чувствуваат на својот грб, дека најголемиот дел од работниците преживуваат со плати далеку под просекот. Нема трета економија. После 2 години со Мицкоски, граѓаните живеат секој ден се полошо и полошо. Владата предводена од ВМРО ДПМН реализира најголеми инвестиции во образованието, високото образование и науката во последните години. Буџетот за образование во 2026 година достигнува рекордни 40 милиарди денари, што е значително повеќе од 32 милиарди во 2024 година. По преземањето на одговорноста беа обезбедени дополнителни 900 милиони денари за редовна исплата на платите во училиштата и 1,4 милиарди денари за повисоки плати на универзитетските професори. Буџетот за високото образование е речиси тројно зголемен, од помалку од 3 милиарди денари во 2022 година на 8 милиарди денари во 2026 година. Акцизите кај дизелот и безоловните горива ќе се намалат, најави денеска премиерот Христијан Мицкоски. Владата ќе направи и калкулација за цените на бензините. Немаме направено калкулација за покачувањата, ќе има секако бидејќи нафтата и бензините драматично порасна изминатава недела, а и курсот долар е малку посилен во споредба со претходната недела. Ние како влада ја продолживме кризната состојба уште 3 месеци, цените се такви да сигурно ќе имаме намалување на акцизите и кај дизелот и кај безоловните горива. 5 лица во моментот извршуваат по 2 функции, откри Државната комисија за спречување корупција и најави оформување предмети за понатамошно постапување. Од антикорупцијска велат доколку по утврдувањето на фактичката состојба се докаже дека станува збор за законски неспојиви функции, од овие лица веднаш ќе биде побарано да се откажат од едната позиција, а дополнително ќе иницираат прекршечни постапки против нив, согласно Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси. Исто така ја известуваме јавноста дека Државната комисија за спречување корупција по извршената проверка, како и по увидот по својата евиденција, утврди дека вкупно 38 лица кои во текот на март 2026 година биле избрани, именувани или разрешени од функција, не е исполниле законската обврска за поднесување изјава за имотна состојба и интереси до ДКСК во законскиот утврден рок. Порачуваат од ДКСК. Оттаму информираат и дека против овие 38 поранешни и актуелни функционери ќе покранат постапки за сторен прекршок и соодветни казни од законот и дека будно и редовно ќе го следат почитувањето на законските обврски од страна на сите носители на јавни функции. ДКСК најави оформување предмети и прекршечни постапки за сите избрани, именувани и разрешени лица кои не го почитуваат Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси. Во селото Старчево, кај Панчево во Србија, едно лице загина, 2 се тешко повредени откако експлодирала рачна бомба за време на приватен собир. Според неофицијални информации, тројцата мажи наводно си ја подавале активната експлозивна направа на шега, пошто таа детонирала. Полицијата и обвинителството вршат истрага за да ги утврдат сите околности. Конфликтот меѓу хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ и претседателот Зоран Милановиќ се прошири и врз вооружените сили. Пленковиќ изјави дека началникот на генералштабот, генерал Тихомир Кундит, ја изгубил довербата на владата поради неговото отсуство од седницата на која се одлучувало за испраќање војници на парадата во Париз. Несогласувањата меѓу двајцата лидери траат подолго време, особено околу односот кон Украина и учеството на Хрватска во меѓународни мисии, што отвара прашање за координација меѓу претседателот и владата во управувањето со армијата.
Туристите кои ова лето ќе престојуваат во Херцег Нови, ќе треба да внимаваат како се облечени кога се движат надвор од плажите. Локалните власти воведоа казни за движење во костим за капење или без дел од облеката на јавни површини. Одлуката ја донесува општина Херцег Нови и комуналната инспекција, а правилото се однесува на јавните површини, стариот град и градските улици. Според информации објавени на табла поставени во близина на плажата, казните за непочитување на ова правило се движат од 150 до 1000 евра. Во општина Рикалдоне, Италија, градоначалникот на Делчево Иван Гоцевски, заедно со градоначалничката на Рикалдоне Лаура Грациела Бруна и градоначалничката на Македонска Каменица Сонја Стаменкова, подпишаа трилатерален договор за соработка во присуство на генералниот конзул на Република Македонија во Венеција, Фросина Ременски. Договорот отвара можности за заедничка соработка во образованието, културата, економскиот развој, туризмот и размената на добри практики меѓу трите општини. Посебно значење има иницијативата за воведување на македонскиот јазик во образовниот процес во италијанскиот регион Пиемонте, што представува важен чекор за зачувување на македонскиот јазик, култура и национален идентитет кај македонската заедница во Италија. Гоцевски и Стаменкови истакнуваат дека преку вакви меѓународни партнерства ќе се создаваат нови можности за развој, реализација на заеднички проекти и унапредување на квалитетот на живот на граѓаните. Општина Кочани ја распиша 41-та објава за отуѓување градежно земјиште во државна сопственост, со која на продажба се понудени 6 градежни парцели. 5 од парцелите се наменети за индивидуално домување и се лоцирани на улиците Пиринска, Боро Ефремов, Кирил и Методий, Боро Ловџија, со површини од 173 до 438 квадратни метри. Во понудата и парцела за хотелски комплекс на улицата Лазар Андонов, со површина над 12.000 квадратни метри. Пријавувањето за парцелите за домување до 12 август, а јавното надавање ќе се одржи на 14. За парцелата за хотелски комплекс рокот е до 31 август, а надавањето е закажано за 2 септември. Почетните цени се од 61 денар за парцелите за домување до 583 денари по метар квадратен за хотелскиот комплекс. На 9 август Македонска Каменица повторно ќе биде место на средба на сограѓаните, пријателите и селениците од сите страни на светот. Подготвен е нов модерен концепт за Денот на диаспората 2026 со богата програма наменета за сите генерации. Посетителите ќе уживаат во повеќечасовна програма со активности за најмладите, фолклорни настапи, видео пораки од иселениците, презентација на развојните можности на општината, како и музички настапи на Софија Манева со К4 бенд и популарен македонски диџеј. Настанот ќе се одржи на улицата Александар Македонски. Утре вечер светот ќе го следи долго очекуваното финале на светското првенство во фудбал, но за илјадници аргентинци единственото место од кое ќе може да навиваат е пред телевизорот. Причината не е што не успеале да обезбедат билет, туку затоа што не ја платиле елементацијата за своите деца. Во Аргентина, преку програмата Безбедни трибини, на сите стадиони функционира системот за скенирање и проверка на идентитетот на посетители. Лицата кои се наоѓаат во регистарот на должници за детска издржка автоматски добиваат забрана за влез. Пред светското првенство, аргентинските власти ја проширија контролата и со безбедностите служби на турнирот, испраќајќи список со околу 13.000 лица кои не плаќаат алиментација. Пораката е јасна и помалку иронична. Ако има пари за авион, хотел и билет за мундијалот, треба да има и за сопствените деца. И утре не очекува сончево и жешко време со температури до 34 степен. Ветрот ќе дува со брзина од 13 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 32%. Температурите по градови се следните: Штип и Карбинци со по 34 степени, Пробиштип 33, Чешиново, Облешово и Кочани 34. Температурата во Виница до 33 степен, Македонска Каменица со 34, Делчево 33, во Пехчево 30, а во Берово максимални 29 степени. Православните верници утре се испомнуваат за преподобен Сисој Велики. Католиците на Аурелија.